Измените во Законот за здруженија и фондации и Законот за политички партии го поминаа собранискиот филтер на Комисијата за политички систем. Пратеничката Рашела Мизрахи од ВМРО ДПМН, образложувајќи ги амандманите, рече дека со законот се очекува да се стави крај на отворање на здруженија и фондации, чии програми, цели и дејствувања се насочени кон насилно уривање на уставниот поредок, поттикнување и повикување на војна агресија, разгорување омраза или друга нетрпеливост, одобрување фашизам, нацизам, национал-социјализам. Сметам дека е повеќе од потребно да се донесе едно вакво законско решение, иако да потсетам дека на пратеничките прашања по отварањето на клубот Иван Ванчо Михајлов, премиерот Ковачевски изјави дека е дадена насока на сите надлежни институции да се стопираат процесите на отварање на вакви клубови. Сепак 6 месеци подоцна, оваа година имавме отворање на клуб во Охрид со името на цар Борис III, носителот на законот за чиста нација, како еднократен данок, со што се, како последица на истиот, имавме екзодус на еврејската популација, на нашите сограѓани. Како Законот за здруженија и фондации, така и законот со коим се забранува на политичките партии во своите програми да бидат насочени кон разгорување омраза, етничка или каква било друга нетрпеливост, ширење фашизам и нацизам, ќе биде донесен на брза лента. Уставниот суд ја оценува, уставноста на програмите и на статутите на здруженијата и на политичките партии. Низ призма на што? Низ призма на недозволеноста да сеат, да шират национална, расна, верска и друга омраза. Во предложениот текст се наведува дека со Законот за политички партии ќе се овозможи поголема транспарентност како на постоечките, така и на идните политички партии. Гарантирање на правната сигурност на граѓаните, својствени за една демократска, современа и цивилизирана правна држава. Измените во Законот за здруженија пак дојдоа од како Бугарија отвори културен клуб и здружение во Македонија со имења на соработници на фашистите, а институциите се правдаа дека нема конкретен закон по кој можат да постапат.